собравме да го искажеме на мирен и демократски начин незадоволството што постои кај се поголем број на граѓани поради лошата политика на оваа власт и нарушувањето на меѓународниот углед на нашата држава. Се собравме да им покажеме на нашите противници дека во оваа држава има луѓе што мислат сосема спротивно од нив и дека ние младите ќе се избориме за нашите права, гласно и јасно ќе зборуваме и ќе пружаме отпор на секоја погрешна политика што ќе ја спроведе оваа власт. Од ова место сакаме да упатиме неколку критики кон оваа владеачка структура во однос на свесното закочување на евроинтеграцијскиот процес на Македонија. Последниве година-две се изнаслушавме како спорот со името е главната пречка за продолжување на нашиот пат кон Европската унија. Но една лага кажана повеќе пати станува вистина. Кога има недоразбирање, проблем или спор, се седнува и се преговара со цел спротивставените ставови да се доближат до една прифатлива позиција за обете страни. Досега сериозно седнување на маса и барање излез од овој проблем немаме видено. Добро ни се познати ставовите на Грција. Знаеме што сакаат. Но кој е ставот на оваа влада? Очигледно ни самите тие немаат појма што сакаат, без притоа да помислат дека во оваа држава има народ кој заслужува своја светла иднина. Од земја лидер во регионот и земја за пример, сега го делиме почесното претпоставено место пред Косово. Меѓуетничките односи во државата секој ден се влошуваат и сето тоа некој свесно го поддржува, се со цел се повеќе да оддалечи Македонија од портите на Европската унија. Во неколку наврати Европската комисија упати сериозни забелешки кон оваа власт. Последниот пример го имаме со забелешките за законот за дискриминација, кое писмо испратено од еврокомесарот Филе заврши во партиските сандачиња на ДПМНЕ, наместо за тоа да се отвори широка дебата во собранието на Република Македонија. Оли Рен и Хавиер Солана пак испратија заедничко писмо до премиерот на оваа држава, и тоа писмо со сериозна содржина во кое јасно ставија до знаење во кој правец треба да се движи Македонија, доколку сака да стане равноправна членка на Европската унија, но и тоа не најде на сериозност и во јавноста беше представено како неварена Груевски му вишува некој другар од средно. Господине Груевски, политичарите се менуваат, но проблемите остануваат. Затоа треба да се решаваат за да им се овозможи на идните поколенија достоен и мирен живот. Од ова место сакаме да му испратиме порака на ВМРО-ДПМНЕ и нивниот лидер Груевски дека ние младите сакаме да ја градиме нашата иднина заедно со нашите пријатели од Европа. Сакаме да споделуваме исти вредности со нив, сакаме да го живееме европскиот живот, но тука во Македонија, во нашата татковина, во местата каде што сме родени. Ние ја гледаме нашата иднина во Европска Македонија. А на нашите пријатели од Европската унија да им го честитаме денот на создавањето на Европската унија и борбата на европските народи против фашизмот.